Отприлика гостите се во различни краеви од Европа и во Блискиот Исток и имаат за цел да добијат повеќе информации за потенцијалите и можностите за развој, не само за економските зони, она што е капитална инвестиција или дали може во општината да има други инвестиции, но исто така и економијата и туризмот се дел опфатени во целата ова област. Би сакал да истакнам дека значајно е за нас затоа што представниците опфаќаат не само една земја во која што престојуваат, на пример представникот од Варшава е Вишеградската група заедно со Унгарија и Чешка, исто така имаме од нашиот економски советник во Анкара, имаме во Заливот, каде што е во Обединетите Арапски Емирати, имаме представникот кој е во Минхен, а го држи просторот за Австрија и Германија, така да ова е добар солиден пазар каде што може да се понуди она што го имаме како да речеме потенцијал во општината и можностите за развој. Ние на оваа средба ги поканивме и нашите локални бизнисмени за да поразговараат, да видат дали можат да најдат партнери или можности за извоз во европските земји па и во Блискиот Исток. А од друга страна општината ќе презентира двете индустријски зони што ги имаме. Она што е во собственост на државата, слободната зона, таа е надвор од нашиот опсек, но ќе ги презентираме и потенцијалите за развој на туризмот, како што е градот Берово, Беровското езеро, двете туристички населби, можноста за инвестиции, отварање на приватни капацитети, хотели и така. На нас, стопанската заедница, всушност улогата овде да се представиме во најдобро светло, односно што тоа не имаме за да биде промовирано во странство, како евентуално еве во нашиот случај, како хотел Манастир, како би привлекле туристи од странство во Македонија. Секако ќе бидат истакнати специфичните карактеристики на Берово, кои што се и негови силни страни, односно планинското окружување, големата концентрација на кислород во воздухот, потоа сончевите 2400 часа сончеви во текот на годината, кој што секако убава бројка, особено за развој на туризмот, долгата сезона, речиси зимата е навистина студена, но сепак е кратка и туризмот може да се развива непречено во текот на целата година. Конкретно за странците најинтересен активниот туризам, туристичкиот туризам. Ние во хотел Манастир 40% од гостите на годишно ниво всушност не се странци и сите тие всушност доаѓаат за планинските патеки, за планински велосипедизам, за хајкинг и во склоп на тие авантуристички тури всушност вклопуваме и дел од културата, посета на манастирите, социализација со мештанското население, како посета на стари куки со кои што ни подготвуваат традиционални специјалитети, овдешни, беровски, малешевски. Специфичноста на Берово е исто така во многу добро зачуваната традиција, бидејќи на некој начин и е на страна од сите комуникацијски, било во минатото, на страна од комуникацијските текови, бидејќи и физички некако одвоено во планина, благодарение пак на тоа се задржала традицијата, која што сега е всушност ризница за создавање на овие туристички производи. Така да тоа е всушност една од силните страни на Берово, заедно со планината и тие патеки, и точно тоа е добитната комбинација за странските туристи кои што тие ја сакат и поради кои што доаѓаат.